Денската програма на Сител. Во живо одиме во психолошкото советувалиште на Сдруженијето Пркос, каде организираат бесплатни работилници за лицата во трето доба. Ке има ли кој да ни ја поправа електрониката, да замени чешма или да го приклучи бойлерот? Економската криза удира и врз занаетите. Спомен куќата на мајка Тереза одбележува јубилеј со изложба под наслов 15 години спомен куќа на мајка Тереза. Се сеќаваме на најстрашните поплави во Европа во изминатите 15 години. Ако сте во трето доба или имате некаква попреченост или едноставно имате потреба од поддршка, можете да бидете дел од бесплатни работилници за кои ќе ни зборува утрово Верица Блажевска. Верче, добро ти утро. Поздрав до тебе, Јаци, поздрав до гледачите на утринската програма на телевизија Сител. Ја сакам Македонија. За оние кои што припаѓаат во на трето доба, многу пати сме зборувале, многу пати сме снимале, сме раскажувале на различни приказни и често пати се поставува прашањето што понатаму, што после онаа возраст од 65 плюс години, што да прават пензионерите, што прават возрастните, како да се социализираат, како да си помагаат едни со други, а особено доколку на таа возраст се соочуваат со одреден на попреченост. Организацијата на граѓани Пркос организира бесплатни инклузивни работилници. За какви работилници станува збор? Кој се може да учествува и што се ќе се случува на истите работилници, како тоа ќе им помогне на повозрастните, ќе ни каже Кирил Тројачанец, токму од Пркос, психолог. Добро утро и добро ни дојде во Ја сакам Македонија. Да, добро утро до гледачите. Баш ми е мило вака што споделуваме, што се споделува, што има желба да се сподели. Да се направи вакво нешто, значи работилниците, еве да почнеме со тоа како би се случувале. Значи би биле еднаш на секој 2 недели и тоа е некаква си со цел да се активираме некако. Знаете како, животот не завршува со пензија или некако, така, значи животот си трае се докаде сме живи. Знаете како и тоа ни беше и целта, нели, да активираме малце, да посветиме малце време, љубов и внимание кон нашите повозрастни сограѓани. Јас имам огромна желба да работам на тоа поле, така да повеќе на работилниците да се активираме малце, да се дружиме малце, може би да научиме нешто ново, особено со предизвиците на денешницата кои што се случуваат, нели, знаете, повеќето лица кои што се 65 плюс растеле, живееле, учеле во многу поинаков систем отколку сега. Еве можам да кажам, пошто и бидејќи со помлади работам, начинот на комуникација, манирите, па и вредностите до негде се малце различни и тоа може да создаде некаква бариера и може би ќе создаде некакво чувство на осаменост, знаете. Тука сме да се поддржиме едни со други. Што конкретно буквално ќе опфаќаат тие работилници? Што се ќе се случува на тие работилници? И најважното, кој се може да дојде и како да се пријави? Да. Сите кои што се 65 плюс, без разлика дали имаат или немаат попреченост, се секако добре дојдени. Значи, овие се работилници за нив. Што конкретно ќе се случува, зависи од лицата кои што ќе се пријават. Јас сум тука и за да слушам, и да направам, и да се прилагодам, нели, во однос на групата и на членовите на групата. Секако првите ќе бидат запознавање, некој да се осетиме малце едни со други, да се запознаеме поубаво, да видиме какви желби потреби има, понатаму нели ќе се развиваат. Секако, еве спомнав, ќе има некои работилници кои што ќе опфаќаат комуникација, начин на комуникација кој што би можела, ќе има сигурно и работилници за емоции, можеби, за прифаќање и така натаму, ќе има и креативни работилници каде што нешто така ќе креираме. Така да има доста што може да се направи. Секој што е заинтересиран, секако може да ме контактира, ќе му дадам повеќе детали. Како може да ве контактираат сите оние кои што сами да сакаат или оние кои што имаат нели блиско лице или познаваат некој кој што би бил совршен за овие работилници? Така, може да побараат на бројот 075 303 041 и на мејлот на Пркос, кој што во моментов не ми текнува, верувам дека како телевизија може да го ставите. Така да може да ме исконтактираат, сум достапни сме. Кирил, од она што и на почетокот го начина како тема, зошто е толку важно, која е она возраст 65 плюс, што се соочуваат и сето тоа, имаш искуство на темата, си работел во дом за стари лица.
Убаво кажа, не завршува животот со пензијата, завршува оно пат кога ќе заврши, нели буквално, затоа има уште многу време и за творење, и за дружба, и за социјализација. Кои се предизвиците кои што ги носи таа возраст, длабока старост? Што е се оно со кое што се соочуваат овие лица? И особено би рекла, како што каже и ти, во последниве години или во последново време, би рекла некако и постпандемиски и со се оно што буквално ни се случува меѓугенерацијски јас и се останат. Да, знаете како јас нешто што имам приметено, знаете, голем дел од животот функционирате на одреден начин. Како што течат годините, така нели се појавуваат можности и шанси да се развијат одредени работи или едноставно да работите кои што претходно сме ги правеле да не бидат потешки или значително потешки. Тој како знае да биде предизвик, а знае да биде исто така и осамено искуство, затоа што самата личност, само она знае како е. Нели, вистински секако може да има разбирање, поддршка и така натаму, но се случува промена. А ние луѓето, како да ви кажам, имаме тенденција да се навикнуваме на еден начин на функционирање и особено како што течат годините, може да ни станува и така поголем предизвик да се прилагодиме на нови ситуации. Така да тоа се некои така поголеми предизвици кои што ги имам видено, исто така на некој начин во последно време социјалната изолација, ако мене ми текну пред само можеби некои си 15 години и сега начинот на кој што сме се социјализирале, почестото гледање, излегување и така натаму, сега има многу поинаква тенденција, некако поизолирани сме. Не е златно правило, ама некако е нешто што приметувам. Така да знаете, ние луѓето посекако наша природа е да се социјализираме. И сега најнаш нели може луѓето да се осетат поизолирано, а не се навикнати на таква изолација и тоа може да е исто така голем предизвик и секоја личност е лично сама за себе. Може да бидат секакви без разлика и на возраста, мислам може да се случи нешто со тоа што овие групи се еден начин како да се поддржиме едни со други без разлика што и да се случува. Од своето долгогодишно искуство, од на некој начин работата на терен, истражувањата, од се оно што си можел да го увидиш изминатиот период, бројни статистики говорат и за осаменоста, особено и за она во таа возраст. Дел од моите колеги работеа изминатиот период и токму на таа тема осаменоста кај лицата во трето доба. Во поглед на осаменоста, во поглед на социјализацијата, во поглед на буквално третото доба во Македонија, постои ли некаков општ став и мислење, дали се доволно социјализирани возрастните лица во Македонија, колку се осамени, кажа дека има, доколку направиш споредба од пред 15 години и сега има некоја огромна разлика. Има ли доволно места, има ли доволно локации, има ли доволно случувања за лицата 65+? Искрено има по нешто, не е дека нема ништо. Се надевам дека ќе се случи, ќе има повеќе, бидејќи знаете и самите дека малци имаме демографско движење на населението, значи имаме поголем број на повозрастни лица, како што течат годините, и најверојатно тоа ќе биде и тренд. И најверојатно ќе има потреба да бидеме поддржани. Мислам, луѓе сме, нели? Тука сме едни за други. Инаку колку се вистински осамени не би знаел да кажам искрено, што се однесува до ставот или начинот на кој што одиме на работата. Јас имаше убава мисла што во текот на работата и на различните проекти кои што сум учествувал за ова доба, кој што го слушнав, кој што многу ми се допадна, а тоа е ајде да се залагаме за едно достоинствено старење. Да. Кирил, со што се друго се занимава? Прво, што се друго организира? Зашто се сте тука, како едно, би рекла, во склоп на Пркос бесплатно советувалиште? Да, се бави со различни проекти. Јас сум еден од членовите кои што соработува со Пркос, значи се бави пред се за лица со попреченост. Еве и нова работа е тоа што имаме повик нов за лица со попреченост кои што се во тинеџерска возраст, значи од 13 до 19 години, и тоа ќе бидат една форма на работилници. Јас ќе бидам, и тој што ќе ги води и ти работилници. Цело време има нови работи, значи има секакви, има и материјал кој што е пишан за многу работи, така да ако мене ме прашувате, на прекрасна организација која што посветува време за лицата со попреченост.
Работилниците конкретно за лицата во трето доба започнуваат буквално сега од септември, ќе траат, ако не се лажам, до следната година, не знам точно кој месец. Што би им порачал, што би им како порека би им испратил на оние кои што може би требало да бидат дел, оние кои што имаат блиско лице, или може би една порека до лицата на 65+. Да, инаку малце го одложивме почетокот на работениците од октомври. Инаку што би некоја таква препорека, не знам, али би кажал, значи бесплатни се, не се задолжителни, може да пробате, ако не ви се допаѓа во ред, никој нема да ве осуди доколку не доаѓате повеќе, така натаму, може да пробате, не гледам освен, не гледам нешто што би може да изгубите, мислам може да се дојде некакво искуство, да се добие, така да тука сум за оние кои што сакаат да учествуваат. Кирил, благодарам за разговорот, за сите овие информации и за овие бесплатни инклузивни работилници кои што би требало да ги социализираат, да ги спојат, да им покажат можеби нешто ново на сите овие лица кои што се во трето доба. Ти благодарам. Ви благодарам и на вас и се гледаме. Се надевам дека овие информации беа особено важни и тоа баш за нашата публика која што е во трето доба, која што од рано утрински секој утро колеги верно не гледа, ги следи сите содржини. Ете, доколку можеби имаат потреба од инклузивни работилници, доколку познаваат некој кој што има потреба од овие работилници, може да се пријават во организацијата ПРКОС и да бидат дел од истите и да осознаат можеби нови работи, можеби нови пријателства, на некој начин да се социализираат и да се дружат. Така е, Верче, како што разбравме, целта е да се улесни товарот на годините во рамките на овие психолошки советувања на работилниците, па нека повелат сите оние кои што сакаат да бидат дел од нив. Ти благодариме за ова твое јавување во живо, а еве што ќе гледаме во продолжение. Следува. Дали во иднина ќе нема кој да ни ја поправи електрониката, да ни замени чешма или да ни го приклучи бойлерот? Економската криза удира и врз занаетите, кои поради високите трошоци и давачки кон државата се приморани да ги затворат дуќаните и да преминат во сивата економија. Мајстори ќе нема, бидејќи нема млад кадар што сака да се занимава со одреден занает. Тие овде го учат занаетот или стекнуваат одредени вештини, а потоа заминуваат во странство. Да, многу често дај некој мајстор за вода, дај некој мајстор за струја, но се повеќе луѓе велат немам, а потреба од нив се разбира дека постои во сите домаќинства и воопшто објекти. Во продолжение да зборуваме малку за поплавите, затоа што инспирирани сме се разбира од овој бран кој што го зафати централниот дел на Европа и буквално направи катастрофа, беше прогласено во многу од општествата токму такво ниво на катастрофа поради огромната количина вода, која што однесе и човечки животи, но опустоши и илјадници, и домови, и објекти. Но проблемот е што се повеќе имаме такви појави, па сакавме да направиме една анализа низ годините, колку пати сме имале така големи поплави во овие изминати 15 години. Повеќе од 20 жртви однесоа поплавите кои претходните денови зафатија повеќе европски земји. А за жал бројот на жртви ќе расте, со оглед на тоа што уште се трага по исчезнати лица. И додека Европа се справува со поплавите, сликите и видеата од истите будат тажни и морбидни сцени во многу области од светот, каде низ годините, во овој век, на ваков начин животот го загубија илјадници луѓе. Оваа година најпогодена беше Индија, каде на почетокот на месец јули обилните врнежи предизвикаа лизгање на земјиштето во областа Вајанат, во Керала, каде загинаа повеќе од 400 души. Најцрната поплава во овој век се случи претходната година, кога во Либија бурата Даниел однесе повеќе од 10.000 животи, а 50.000 луѓе остави без кров над глава.